сега ќе се насочиме кон законот за работни односи прво, бидејќи нели е тоа во корелација со недела како неработен ден. Тој се уште не е донесен. Се уште се даваат и предлози околу него и се даваат видувања од експерти по трудовото право и така натаму. Кажете ми, што вие сметате дека треба да се измени и да се дополни во овој закон кој што е нели клучен за работниците, бидејќи ги регулира нивните обврски, нивните права и така натаму? Јасно. Законот за работните односи е закон кој што од година во година има се помалку одредби кои што се во интерес на работниците, а има се повеќе обврски кои што нив им се наметнуваат, односно се даваат поодврзани раце на работодавачите. Она кое што лично ме иритира е дека за секоја измена на законот за работни односи збор има државата и приватниот сектор, односно работодавачите. Работниците скоро и да немаат што и како да кажат и не се прашани за своето мислење. Јас не знам до кога планираат тоа да го прават на тој начин, во тој формат, но тоа мора да се смени. Зарем работниците во Република Македонија не треба да кажат што тие имаат и како имаат, зарем тие немаат свое мислење што треба да се смени и што не треба. Срамота е што изминативе влади кои што владееле со Република Македонија немале политички, ама ни човечки сенс да мрднат со малиот прст, значи не барам повеќе, со малиот прст да мрднат за да ги зголемат и подобрат работничките права во Република Македонија. Конкретно, законот за работни односи е закон кој што е по мерка на работодавачите, а ние, поради тоа што сме работничка партија и пред се залагаме за прават интересите на работниците, сметаме дека треба да се направат во најмала рака 10 измени. Тие измени се во согласност со нашата изборна програма од 2020 година и ние како трудов сектор заедно со мојот тим веќе сме во завршна фаза на изготвување на предлог закони кои што се однесуваат на повеќе области. Сега ќе ги спомнам кој не е проблем и областите кои што сметаме дека треба да се изменат. Конкретно, договорот на определено работно време во моментов изнесува 5 години. Ние сметаме дека тоа е на штета на работниците, заради тоа што е премногу долг период за некој работник да се стекне со право да добие договор на неопределено работно време. Поради тоа, ние изготвивме предлог закон со кој што договорот на определено работно време се намалува на само 6 месеци. Потоа, пријавувањето на мобинг сакаме да го намалиме на 3 месеци, ноќната работа да ограничиме само на 5 работни денови во текот на неделата, веќе во моментов тоа не е регулирано, оставено за слободно толкување кој колку сака да наложи. Потоа, сметаме дека треба да се зголеми породилното отсуство на 12 месеци. Работничките родилки треба да се вратат на старото работно место кое што го имале пред одењето на породилно отсуство, како и воведување на некои поволности во насока да има флексибилно работно време и слично. Во насока на исплатата на платата, сметаме дека е правично плата да добијат работниците најдоцна до 7 тековниот месец и таква измена имаме ние предвидено во овие предлог закони. И уште некои останати кои што се однесуваат, например, на исплата на дупла дневница за оние кои што работат за време на викенд или за време на празник. И останати некои кои што нели ќе ги дискутираме во некои наредни прилики кога ќе ги имаме изготвено. Секако дека навремено ќе одржиме нели пресконференција, ќе ве известиме и вас медиумите. Во ред. И моето последно прашање за денеска, прателикот на Левица Борислав Крмов во интервјуто во Самовистина на Канал 5 спомена дека законот за обештетување на стечајците се уште се подготвува. Во која фаза е тој закон и кога може да очекуваме Левица да поднесе иницијатива да биде ставен на разгледување? Прво треба низ комисија да помине, најверојатно која комисија е, труд и социјала изгледа, така ли? Да, и потоа треба да биде ставен пред пратениците. Кога би можело да го очекуваме тој закон? Јасно. Законот за стечајците е веќе во финална фаза.
Јас веќе закажав состанок на трудовиот сектор за утре, да се дефинираат последните финеси, да речеме, во самиот закон, како би требало да изгледа. Она што можем да го кажеме дека откако ќе го завршиме самиот закон во трудовиот сектор, истиот ќе биде доставен на президиумот на Левица и секако нели до пратениците Апасиев и Крмов да го разгледаат и кога тие ќе сметаат дека треба да дојде во собраниска процедура, тогаш ќе биде ставен. Се надевам дека тоа ќе биде наскоро заради тоа што се работи за јадници семејства. Самиот закон за стечајци се однесува за оние лица кои што поради приватизацијата која што се случи во Република Македонија, останаа на улица и не им се исплатени плати, придонеси, останати побарувања кои што реално ги имаат сработено. Овие луѓе сочинуваат огромен број во Република Македонија и жално е што ниту една партија, влада, значи орган се нема заинтересирано да го реши реално нивниот проблем, дотолку повеќе ќе ги користат стечајците само заради гласачка машинерија и ништо повеќе. Инвентуваат разни работи, мед и млеко пред секои избори, за потоа да ги заборават и да ги игнорираат се до некои си наредни избори каде што тоа се повторува. Она што ќе се види, ќе се докаже и покаже со овој закон кога ќе стигне во собраниска процедура е тоа. Оној кој што ќе даде поддршка ќе биде на страната на стечајците и ќе се покаже дека е на страната на стечајците, а оној кој што евентуално би го одбил ќе се докаже дека цело време ги манипулирал и нема намера да го реши овој проблем. Законот се однесува за работниците кои што биле опфатени во периодот од 1993 до 2005 година и се надевам дека наредна година веќе стечајците ќе започнат да ги земаат нивните пари. Така. Бован, ми дојде уште едно прашање на ум, кое што смислам дека ќе биде доста интересно. Вчера синдикатот за угостителство и туризам побара од владата со петиот пакет мерки да им се исплати на оние кои што се отпуштени, а се регистрирани во агенцијата за вработување по најмалку 15.000 денари. Дали вие би ја поддржале оваа иницијатива како Левица? До нас не е стасана никаква иницијатива од синдикатот. Ние сме Не, ова беше до јавноста, тие преку нас, значи работник тоа го објави таа информација, тоа ќе биде едно од нивните барања, бидејќи ако се сеќаваш министерот за економија послуши дека ќе ги вклучи и синдикатите во изработка на мерките за кои што се однесуваат на секторот угостителство и туризам. Јасно. Секоја помош која што ќе биде доделена директно на работниците, јас како координатор можем да ја поддржам, но не можем да поддржам давање на финансиски средства директно на работодавачите, заради тоа што видовме како тие знаат да ги изиграат институциите и да си ги земат парите за нив, а работниците да не добијат ништо. Доколку, бидејќи не сум доволно упатен за ова, треба да ја разгледам иницијативата, доколку се однесува на 15.000 денари кои што ќе бидат доделени директно на работниците. Да, на тие кои што биле отпуштени. Да. Тоа верувам дека нема да биде проблем ние да го поддржиме и секако се што е за доброто на работниците може да добие поддршка од наша страна. Така, Бобан, ти благодарам што беше дел од ова интервју. Благодарам што поканивте. А на вас, почитувани гледачи, ви посакувам да останете во добро здравје.